Во оваа наша разговорница, која што ја нареков Мастрорум неслучајно, имаме звезди од различни области, но некако кога е некој успешен во една, обично се врзува и со неколку сфери, но ретко кога ни се случува да имаме пред нас доктор кој што е успешен фотограф, писател, драмски писател, автор на многу книги и човек со многу интересирања. Но нема да сгрешам ако за почеток господин Владимир Плавевски го представам како новомалец, бидејќи поводот за овој наш разговор е неодамна излезената книга, толкму во издание на Арсламина, Динга Стоп, тоа е последната книга раскази, која што е поврзана со малскиот живот, со вашето детство и вашето растење. Прво да ви посакам добро дојде во Астрорум. Да, ви благодарам за поканата и учеството во вашата емисија. И да ви кажам дека сега сте во рингот со една од соседното мало, од источниот дел, со Маџермалка, од другата банда, како што кажувате во вашите раскази, но се надевам дека ќе направиме една битка културна во овие 30 на минути, колку што ги имаме предвидени за разговорот. Многу работи што ги прочита во книгата се истоветни со маđarmalскиот живот, но морам да признам дека јас сум од малку подоцнежно време, каде што само од нашите родители ги слушавме нештата за кои што говорите. Многу реалистични, приказни. Можевте ли да ги ставите во сите можни перипети, нијанси во една книга раскази? Па најголемиот број на раскази е до ден денес имам 236 раскази напишано. И тоа ги пишувам од некаде 20 година наназад. Ми се од скопското милје, а од скопското милје поточно од Ново Мало, бидејќи во Ново Мало сум роден 48 година и во него живеев до пред самиот земјотрес, некаде после поплавата 62 година која што беше во ноември. Се преселивме на Битпазар. Меѓутоа носталгијата во мене за Ново Мало постојано тлее и да кажеме еден изблик на мојата свес и подсвес, ја повеќе би го рекол, за Новото Мало се прикажуваше преко, прво почнав со раскази, подоцна почнав и со романи, нели? Дури и во романите Ново Мало ми е сценографија, поддршка на действието и така натака. Меѓутоа, најголемиот број на раскази, пред ова ги се осврнав на нив, некаде 120-30 ми се буквално новомалски раскази и предходните книги што сум ги објавувал зборат за Ново Мало, односно социјалното милје во некаде крајот на 50-тите, 60-тите, 70-тите години. И мислам, секојаш побудувале интерес, посебно, не да кажеме новомалци, него во Скопје
за скопјаните, нели, jer е тоа легитимитет на менталитетот на скопјани. Овде ви се игрите најмногу, фокусот е на Овде се игрите. да, овде кад направивме со уредниците на на Арсламина една едно прочистување, еден избор на типично кај што се игрите, но да кажеме малски во тоа време во Скопје, кои што се интересантни. И за Чатали, джамли, фанта, играње, динга стоп. Фанта, джамли, динга стоп, и младите генерации им се непознати, нели? Една голема непознаница, не знаат што е играње фанта, и рецимо една исто збирка расскази кога ја објавив, играч на фанта се вика, младите мислеа дека е тоа фанта за пиење, нели, пијалоков. А таа е благ вовед во коцкарскиот занет. Тоа е една коцкарска игра, наивна, нели, да не објаснувам, или ќе објасниме можеби подоцна, во која што играа малските деца, меѓутоа тоа беше една добра коцкарска игра, постоева луѓе професионалци, фантаџи, кои што играва и заработуваа и одживеева од тоа. Што мислите, во денешно време се движи во виртуелниот простор, но овие игри постојат некои иницијативи да се возобноват, да им се прикажат на децата, сепак овде децата се челичеле, влегувале во светот на возрастните, кога ги изедете ќотек од некој, вие станувате јунак, па можеби следниот пат ќе ве гледаат посериозно. Немаат само да не зборуваме, нели, за физичката активност, улицата го воспитува човекот од една страна, образованието од друга. Што мислите за тогашното и денешното малско живење, ако воопшто можеме да зборуваме за ако гледаме од тогашнен аспект, ова што се случува денеска, тоа е научна фантастика, буквално. Тогаш нити сме можеле да помислиме дека ќе има компјутери, сателитска програма, мобилни телефони и така натака. Вие го имавте единствени телевизорот? Да, и радио и телевизор, и тогаш се слушаа радиодрами, детски радиодрами. И пак кога имаше радиодрами во среда од 7 саат, онда ќе дојдат сите комши, слушаат радиодрами, телевизија, комшиите се, така да оној што имаше беше на голем трошок да ги послужи, да им даде кафе, не знам, сладко тогаш и така натака. Од малскиве игри, кај вас точно Ново Мало постои некоја група која што секоја година одржува играње на фанта, надпреварна фанта, додека од другиве игри не, фантата е нели така занимлива комарџиска игра. Мислам дека можеби некаде постои ова динга стоп и играње челик, сите оние детски игри. Тогаш бевме сите деца препуштени на малото, на улицата, буквално. Нели, ќе се вратевме од училиште и одма надвор излегуваш и играш и ги прифаќаш сите игри кои што се играва. Динга стоп. Тој ќе ве добре, некој ќе ве замрзне и зарем е вистина дека може цел ден да останете? Па да го објасниме сега на гледачите што значи динга стоп. Обично во малото имаше еден глауч, еден кој што не водеше нас децата, обично постар, некаде меѓу 18 и 20 години, а ние децата, обично тука на возраст од 5 до... Малски мангуп, предпоставувам. Малски мангупи, се играше играта, он ќе одреди сега ти си дингач, дингастописта, а ово е дингач. Што значи? Ако се сретнат преко ден, за следниот ден, овие што играат, и дингастопирачот ќе му каже динга стоп на овој што игра другиот, и тој мора да замрзне во таа состојба во која што го носил. И тоа обично трае, не знам, неколку минути, 10 пола саат, и веќе на саат време е тешко да се издржи, пошто јас сум го играл. И рецем сонце грее или зимно време е студено,
А сите што поминуваат, посебно децава, кои што знаат, онда му се плазат, му се кезат, го вреđаат, го пцујат и така натака, тогаш му кажуваат све. И меѓутоа се случува да тоа малце повеќе потрае, ја го опишувам во еден расказ. Во еден почетниот расказ, нели, Динга Стоп, што све се случува. И треба тој Динга Стопистот да му каже Динга слободно. И овој ќе се отпушти и понатаму живее. И се ако дента пак се сретна, тој пак ќе му каже да застане и така натака. Имаше една варијанта друга, Динга претрес. Тоа исто ќе застанете и сега и ќе ве претресат комплетно све што имате во џебовите, џамли и ситни пари, не знам, све ви собираат, нели, било кој да дојде, стално ве претресува додека не ве ослободи, нели. Чудни, мислам, игри, денеска, не знам, неверојатни, можеби ќе биде занимливо за овие што прават видео игри да направат некоја видео игра од тој тип на Динга Стоп. А фантата се беше комарџиска игра која што се игра со метални монети, нели, се црта една линија тогаш на земја, сега не знам кај би нацртале на овој бетони, со креда, се фрла металната монета и онаа што е најблиско до линијата или на самата линија, тој што ја фрлил, нели, ги зима другите метални монети, ги претресува и ги фрла во воздух и паѓаат монетите на земја. Сите петки, нели, петка и глава, тогаш викаме лице и наличјето, сите што се со глава ги зема овој што фрла. Следниот наред е кој под најблискиот, она што не ги, и он ги фрла и така. Меѓутоа има варијанти. Сега оној вика, ако играат од, например, 5 души, вика 3 носи све. Ако паднат 3 глави, онда ги собира сите. Ако се елементи на покер. Тоа се, да. Ви кажам, имаше постари луѓе, возрастни луѓе кои што играва, меѓутоа монетите им беа крупни пари и они запишуваа и вистинска заработка, да? Има заработка, од тоа живеева. Забележувам дека имате задржано елементи од новомалскиот говор. Се уште, она што ние помладите, да речеме, викаме зборува скопски. Па да, јас зборувам скопски, нели, да кажеме новомалски, а новомалскиот говор беше мешавина од србизми, архаизми и турцизми. И до ден денеска јас, еве, сопругата ми се љути, наместо рака викам рука и така натака, сега да не ги навлегуваме во ситници. И не беа, туку бева. Типично скопски, кое што беше за тоа време, типично скопски говор. Иако почна да ги пишувам расказите, диалозите, се боревте ли со лекторите и уредниците, дали да го задржите? Ги задржав, имам сериозни проблеми со лекторите. Од првите имав стварно сериозни проблеми со лекторите, jer знаете, поблаже Коневски, треба чисто стандарден македонски, да. И би се случуваше да навлезам во сериозни расправи со лекторите, меѓутоа никако не влегуваше во концепција да тогашното време го доловите на строго литературен македонски јазик. Например, што беше за лекторите проблематично, например, мало, сокак, чикмак, например, не знаете, ви ден денеска ме прашуваат што е чикмак е слепа улица, нели? И така натака, и па некој компромис наоѓавме, и меѓутоа скопјани кои што ги читава ги забележуева овие промени литературни и се бунева. Им пречат. Меѓутоа во подоснежните раскази што ги објавував, не попуштав и останава. Вие, да кажеме, мализмите, локализмите, се почна да ме преведуваат не расказиве, него романите, во кои што на бугарски, полски и така натака. И како наоѓаат еквиваленти?
Ја кога отидов прв пат во Бугарија на промоција на тоа беше романот Сплаварот по бугарски Салџија, таму мислам пошто се случи Велес и тука сега не можете да не употребите турцизми, ме разбирате? Мислам, таму ја видов во Бугарија прв од книгата на Саем бевме и Тања Попова, еден познат преведувач од македонски на бугарски, ме интересираше како ги превела и гледам книгата, она стојат тие турцизми и се зачудив и викам не ви беше проблем, не па вика тоа е богатството на јазикот, тоа е надоградба на литературниот јазик кој што се смета за богатство на јазикот, потоа и комита која ми ја преведоа, исто има многу турцизми и така натака архаизми, исто ги задржале и пак повторно ми го повторија дека е тоа богатство и надоградба на јазикот што по логика е, нели? И некоја специфичност и од тогаш више немам дилеми ни скрупули. Инсистирате на задржување, претпоставам. Да. Вие, бидејќи сте растени на радиодрамите што сте ги слушале сите заедно, претпоставам дека тој афинитет кон раскажувањето, имате многу серии во македонската радиотелевизија, многу радиодрами за деца, во светот на бајките и така натаму и така натаму. Од каде љубовта и интересирањето за медицината? Повеќето претпоставам знаат дека сте вие оториноларинголог, сте биле лекар по општа пракса, но како што гледам сега, сепак во вашата животна патека доминира пишувањето, фотографијата со еден куп самостојни и други изложби. Јас сакав, искрено, после завршувањето на гимназијата, сакав да се запишам или режија или драматургија. Меѓутоа, тогаш, тоа е некаде 68-та година, немаше тука такви, мислам, не се учеше во Скопје, требаше да идам во Белград и тоа беше многу комплицирано и се откажав од тоа, значи подсвесно во мене постоело а бидејќи медицината ја ценев биологија исто во некои такмичења тогаш школски идев и така натака и кога сум се наоѓал во ситуација да некој падне, се раскрвари, вие бевте тој што веднаш или ја одма приоѓав и помагав и фамилијата нормално поддржува да овој ако бидеш доктор, нели убаво е доктор. Тоа е престиж, тоа е престижна професија за сите режими, татко ми тогаш, и кој да е режим, вика доктор си е доктор, и бидејќи бе Вуковец, нели, тогаш немаше... Првенец Вуковец? Да, нели, и конкурирав медицина и бев трет на список, може би прв ќе бев по Плавевски, нели, малце подоле буквата по... азбучен ред. И завршив на време со висок просек и така натака. Се вработи во здравствениот дом на ноќна смена, тоа е исклучително тешка работа, после отидов на специјализација и еве докторската кариера ја заврши со пензионирање. Па така и дервишите ги среќававте и пишувавте расказ за нив. Повеќе пати ме прашувале и кога сум давал интервјуа, ме прашувале зашто пишувате и од каде тоа пишување. Пред некој ден, гледајќи телевизија, сретнав еден термин секуларен исповедник. И мислам дека ние докторите, ако си скрупулозен доктор, сме секуларни исповедници, малце да го разјасниме. Кај вас се жалат, се исповедаат. Ако сакате да ги слушате и ако имате време да ги слушате, пред мене се исповедаат затоа што имаат проблеми, нели? Милион те синот ја тепал, те не знам се раставила, ако сакат, они све ќе ви кажат. Буквално ќе се исповедат. Ние немаме па вам непристојна инспирација од приказните. Католиците го имаат, нели, исповедањето, нашево ортодоксно христијанство нема тоа. А мене ме било интересантно и јас ќе ги оставам и ќе ги испрашувам и така. И сите тие нивни приказни во мене се таложеа и мислам дека после избукнава преко пишувањето на книгите, на расказите, на романите и така натака, драми и така.
Мислам дека тоа е тоа, нели? Може не се запишавте на факултетот за драмски уметности, но имавте своевидна компензација, бидејќи како експерт од област имавте шанса да предавате, да ги учите студентите фотографија. Да кажеме, мојата прва љубов освен медицината беше фотографија. Ја можам да ви кажам, додека учев медицина, книгите ни се големи, дебели, така натака, правев пауза и во паузите ја читав фотографска литература. Татко ми се чудеш, ај вика излези надвор да се излуфтираш. Не, ја читав фотографска литература. Тоа е како читање стрип или хоби. Така нешто, или не знам, да идам надвор, да прошетам или да се дружам. Ја читав фотографска литература, што и мене ме чудеше, ми беше занимливо. Буквално, од техника до фотоестетика, фото и квалитети и така натака. Можам да кажам, па бидејќи бев скрупулозен, кога почнав да пишувам, ја наједноставно тогаш бев на ночна смена, имав машина за чукање унис и ја земав машината инспирација, седнав, напишав драма, Пипаритам, која што подоцна режираше Рахим Бурхан, и ТВ филм Состојба пред инфаркт, кој што го сними тогашна телевизија Скопје, македонска телевизија, во режија на Зоран Младеновиќ Окан. Бог да го прости, нали, починат ја. И онда се судрив со драматурзите од драмска редакција на телевизија Скопје. И јас отидов во библиотека и ги земав сите книги што се за драматургија. И ги прочитав и, мислам, бидејќи имав голем капацитет на учење, поради нели медицината, каде што стварно треба многу учење, треба да имате дисциплина на учење, да се разберем. Тренинг. Да, јас сум водел од осмолетка по наредба на директорот да ги учам како да се учат, па и така натака, и конда ќе ги седнам, па и колеги на факултет, и ќе седнеме и да учиме. Не му се учи. И овеќе после саат, 2 сата учење интензивно, заедничко, он више готов е, не, ајд готов. Нема, викама, имаме уште. Што е тајната истрајноста, фотографското паметење? Да, и ете на тој начин ја изучив, да кажеме, и драматургијата, се напишување сценарио и така натака. Кај вас се спонтани процесите? Од едно во друго да ви налагале? Самиот ги барав тие книги, ги учев, за да ги разберам, не за да ги прочитам. Ја лично да ги разберам, за да бидам компетентен со тој што ме оценува и да му наоѓам и негови грешки. Така да тука навлегов. Читав исто и за режијата, исто ми беше занимливо, режија на драмски текстови, режија на филм и така натака, така да ете и тие паралелно ги студирав, не полагав никога, ама полагањето ми е ова пред јавноста, што овој тековно одеше, дури имам напишано многу повеќе и од некои што имаат дипломирано и драматургија и режија. Така да Се е толку логично, но обично луѓето што се изразуваат визуелно, тешко им оди да се изразуваат вербално. Малку е чудно дека фотографијата има голем дел земено во вашата кариера како преокупација, а исто така и пишувате. Како ги помирувате тие две изразни средства? Дали ни слики гледате дека тука веројатно амалгамски делува драматургијата, што ги гледате сцените однапред, што толку добро вешто опишувате, и овие раскази ги гледам како една детска серија. Сериозно. Па вака да ви објаснам, ја уште од мал многу читав. Од дете. Тоа ми бев оние како викаат уште во прво деление. Бубалица бевте или бевте оние практични со... Читачи не вика. После ги сретнав и ке синовите, ама во друго значење да е од родителите веќе подготвен, готов читач, они го викаат, да не се мачат, нели, азбуката, меѓутоа ја веќе ја знае, баба ми ме научи азбуката и кога отидов во школа, азбуката до мислам, читав, ја им читав на сите, на предоделение, ке ме викнеше. И
учителката ми рече да одиш да се запишеш во библиотека Браке Миладино. Тоа морам да го раскажем, расказ ги имам во предходни. И ја идам дома, им кажам, ми рече учителката, тоа веќе закон, нели учителката ти рекла, да идам да се запишам во библиотека и татко ми дава лична карта, пари ми дава, отидов во библиотеката, некаде тука кај Соборен храм, отприлике беше Браке Миладинови, импресивна библиотека и влегувам внатре и се представам, јас сум Владимир Плаевски, ме прати учителката Светлана Гогова, да се запишам во библиотека и да ми дајете за читање. Беше една импресивна жена тогаш со пунџа, ме гледа вака со наочери, големи едни коскери. Добро, вика, ме запиша и вика, што сакаш да читаш? Ја викам, не знам. И тоа денеска се сеќа, ми даде една мала книга, Африкански народни приказни. И вика, добро, прочита и донесе. Ја тоа прочита, ја го сватив крајно, се вратив дома, седнав да читам, до вечерта ја прочита, утре со вајлето, не знам, у школа не одам, некој празник беше. Не, Браке Миладинови на нели патронат. Ја право во библиотеката и ја враќам книгата, а истата е библиотекарка. И вика, што дојде? Не може да ја читаш? Не, викам, ја прочитав. И она ме гледа вака сомнително. Кој оделение си прво? Инвитираше да ја раскажете. Ај вика, помени од нели кај не за зад путот, ми знаде столица кај сега. Она си работи до нели доваѓаат, менуваат книги. Вика сега, ај овој расказ раскажи ми го, ја и го раскажам. Ај овој расказ раскажи ми го, ја и го раскажам. Сите ракази ги раскажам. Сте убедиле дека сте ги И прочитали. она се увери дека стварно сум ги прочитал, па ми даде македонски народни приказни, исто малечко книгиче. Ај вика, прочитај го, па дојди. И ја пак вечерта прочитав, утрената доаѓам и она се прочита. Ај дојди тука и раскажи ми. И ај овај, и да не претерам цел месец. Траеше Цел ова. месец, оној ми даваше, а ја упорен мали книгици, нели, до 10 расскази беа. Ми даваше расскази, све народни приказни и овој раскажував. Може би раскажувањето таму ми потекнуе Моќта за раскажување, да. Моќта за раскажување. Па после идев во радио, као најго чита, добро, тогаш радио немаше телевизија, нали, као големиот читач и така на така. Мислам дека од тоа ми е останато моќта на раскажување. Друга работа... Јас знам дека за многу работи имаме да разговараме, затоа што имате толку приказни во себе и толку раскажани приказни. Пред крајот би ве прашала што ви е следната преокупација? Дали имате веќе раскази кои што се подготвени за издавање, можеби некоја нова сфера во животот, која што ви останала заради немање време неоткриена или докрај? Расказите сега брзо ги пишувам, прво ми требаше неколку дена, да ви кажам, а повеќе сега пишувам романи, некоја експанзија сум на моќ на пишување, да кажеме. Завршив еден роман за егејците, еден доста обемен роман кој што го исследував и испитував на 20 години, бидејќи граѓанската војна е кај нас во Грција што се одигрува, нели, 48 година, е голема непознаница, ние не сме учеле, нели, наедноставно, мислам, ни сега не знаат, морам да објаснам. Тоа го завршив тој роман скоро и во фаза сум на пишување, се припремам психолошки, нели, ментално, да почна да пишам роман за вампирџија. Ја имав напишано една ТВ драма Вампирџија се вика и Владе Урошевиќ после гледањето на таа драма, тоа беше некаде која година, Горан Тренчовски режисер, пред 15 години, мислам. Не, 2001 година, кога повеќе од 15 години. Владе Урошевиќ ја гледал и ми се јавува по телефон, вика, ова ми остави впечаток, пошто и он истражuje тие надприродни појави. И вика, да напишеш роман, па викам, напишав драма, сам готов, завршив со тоа. Не, да напишеш роман. И тоа мене ми се врти уште и одлучив да напишам. А тоа е мислам, драмата е напишано според Марко Цепенков.
го истражував Марко Цепенков, има 2 книги за ова вампирџи, како тепале вампири, па сега да не навлегуваме. Нави, фармасони, имам и една исто ТВ филм Нави се вика. И ќе почнам деноиве најверојатно, уште психички се спремам да морам да направам конструкција како и што мора да се разликува од драмата, роман е, и да навлезам во повеќе елементи од работата на вампирџијата. Сега вака да објасниме, вампирџија бил човек кој што професионално го викале таму кај што ќе се појавеле вампири. Истерувач на вампири. Истерувач на вампири, мислам, многу чудно, нели, гледаме западни филмови, истерувач на ѓаволи и така натака, ма кај нас тоа постоеле луѓе кои што професионално се бавеле, би се појавиле вампири, не знам, ви ги кршеле прозорите, ви чукале и сите тоа овакви работи, па он ќе го утепа вампирот, сега и тука па ќе седи кај вас додека не се појави вампирот, па ќе го тепа со има пушка за тепање вампири, кој што и сега со вас се погодува. Сакате вампирот да ви го да го утепам да не ви се појавува 2 години, 10 години или стално да не ви се појавува. А од тоа зависи цената. И од тоа цената зависи. Предпоставам за услугата. За 2 години со обичен куршум, за 10 години со сребрен куршум, а за стално со златен куршум, ама за да тоа има цена. И за самиот крај, што не е помалку важно, предпоставам дека сите овие успеси не сте можеле да ги постигнете доколку сте немале поддршка и како дете, еве споменувате и бабата, родителите, денес вие имате семејство успешни, имате ли наследници во семејството? Па, овака, во детството еве баба ми најчесто имаме една книга, нејзе посветена на книгата Цена од Ново Мало, на Цена се викаше и е позната во Ново Мало. Преко нејзе го развивам основното дејство и она е главниот учесник на она што се случува. Она ми беше главниот промотор, да кажеме, на животот. Подоцна, за жал, беше додека она беше бајаги жива, мојата сопруга. Она, пошто и она е голем читач, ми беше најголемна подкрепа, па прв читател, нели, критичар, па редактор, коректор и така натака. Она, мислам, ми е значајна во животот за ова околу она што пишувам. Као доктор си бев, мислам, она што бев, тука не ми требаше, мислам дека бев добар и успешен доктор, бар према кажувањето на други, а и самиот знам. Како фотограф исто немав проблеми, затоа што па татко ми се бавеше со фотографија, аматерски, мислам дека од него го добив таа љубов на фотографијата. Знаете, кога сликате, од тоа време аналогна фотографија беше, го развивате филмот, па го копирате, па се појавува сликата во развивачот, од ништо, одеднаш ви излегува лик и така натака. И ето тоа да потребни се луѓето на животот. Не, децата не ги обучив, имам 2 сина. Вашиот син е фотограф, да, помалиот син Звонко е фотограф, професионален фотограф, ете он остана по ова еднава линија, другиот е компјутерџија, доктори не станава, дали ќе станат писатели ќе видиме со времето. Па така, и за внуци имам, доваѓаат на промоции и така натака. И може нив ќе ги фати магијата. Да, гледам малиот внук, кој ви излегуваме заедно, му давам фотоапарат, дигитален, не? Неверојатно има осет на композиција, а не бил обучен. Веројатно некој ген влече, ќе видиме. Јас ви благодарам за овие интересни моменти во разговорот и верувам дека ќе имаме и друга прилика да можеме да влеземе во секоја нијанса од вашата интересна кариера, живот и се друго. Благодарам и на вас и поздрав до гледачите. Благодарам.